На пригодна предновогодишна свеченост, што ја организираше Општинската организација на Црвен крст од Виница, им беа доделени признанија на најдобрите крводарители. Под покровителство на Општина Виница и на градоначалникот Митко Костадиновски, признанија добија хуманите граѓани кои во текот на изминатиот едногодишен период се најдоа во групите кои 50, 75 и 100 пати дарувале крв. Со години наназад, Виница гордо го носи приматот како прва во државата по процентуално крводарување, а таа традиција успешно ја продолживме и оваа година. Во 2024 година не само што го реализиравме планот, туку го надминавме со неверојатни 264%, што е доказ за вашата хуманост, солидарност и несебичност. Овие бројки не се само статистика, туку вистински спасени животи и надеж за многу семејства. Вашиот пример е инспирација и поттик за младите генерации да ја продолжат оваа хумана мисија. Јавна благодарност до крводарителите за нивната несебичност во спасувањето туги животи и во помагањето на други луѓе, на кои им е потребна крв, упатија од Општинската организација на Црвен крст. Често ми што вечерва сум во просторија исполнета со луѓе како вас, кои нели го шират целото она херојство на кое што се темели нашата заедница. Сакам да ви кажам дека успехот на Општинската организација на Црвен крст Виница не е наш успех, успехот е ваш и целото ова дело го имате вие градено со години. Вашата приказна пренесете ја на некој друг, за херојството и дарувањето крв никогаш да не згасне. Во рамки на предновгодишната средба со крводарителите, признание за 25 пати дарувана крв му беше доделено и на градоначалникот Костадиновски, како и на здруженија, правни субјекти и институции кои даваат придонес во унапредувањето на крводарителството во општината. Со музички точки свеченоста ја збогатија волонтери кои исполнија класични и традиционални композиции. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.